Спинувањето на изјавата на председателот на СДСМ трае веќе неколку дена. ДПМН подгрева меѓуетничка тензија, спинувајќи изјавата на председателот на СДСМ, но на тој начин ДПМН праве повеќекратна штета. ВМРО ДПМН започна една лавина која што се засилува последните неколку дена. Нова лавина вчера се недоврза и градоначалникот на Струга Зијадин Села, кој што изјави дека доколку албанскиот јазик не е рамноправен со македонскиот, тогаш Македонија да се подели на две федерални единици со албанско и словенско говорно подрачје. Достоинство ја осудува и постапката на ВМРО ДПМН, која што злоупотребувајќи и спинувајќи изјава на председателот на СДСМ, неколку дена ја држи актуелна оваа тема, но го осудуваме и Зијадин Села, кој што со ваквата непромислена изјава ги подгрева меѓуетничките тензии во Македонија и на тој начин влетува во стапицата која што вешто ја поставува ВМРО ДПМН. За каков соживот зборуваме доколку албанците, мнозинството албанци бараат албанскиот јазик да стане рамноправен и официјален јазик на целата територија на Република Македонија? Дали доколку албанскиот јазик е официјален јазик на целата територија на Република Македонија ќе придонесе за подобрување на меѓуетничкиот соживот или за уште поголемо влошување на меѓуетничките односи? Ние од Достоинство сметаме дека актуализирањето на темата за официјализирање на албанскиот јазик на целата територија на Република Македонија ги влошува и така кревките меѓуетнички односи, но има и една друга димензија. Доколку албанците и македонците престана да се разберат меѓу себе, а тоа ќе се случи доколку албанците повеќе не го користат македонскиот јазик, ние уште повеќе ќе се оддалечиме. Од друга страна, се поставува прашање зошто албанците би биле привилегирани во однос на србите, турците, ромите и другите етнички групи кои што живеат во Република Македонија. Прашуваме, дали албанците кои што живеат во Швајцарија, во Германија или Франција имаат право да го користат албанскиот јазик, дали тоа штетно се одразува на нивното живење во овие држави?